Во ова издание, колку државата се грижи за македонскиот јазик, како технологијата за препознавање на лице ја нарушува приватноста, зошто Индонезија има највисока стапка на смртност од COVID-19 кај децата. Останете со нас, следуваат одговорите на овие прашања. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Македонскиот јазик се наоѓа во незавидна положба, но тоа не е само поради негирањето од страна на Бугарија, туку и поради негрижата внатре во самата земја. Но оваа тема известува Мики Трајковски од Охрид. Пред една деценија ние воспоставиле некоја коректна врска со Бугарија, така што доста македонски книги се преведија на македонски, дури на бугарски се извинувам, дури 3 и мои, кој што коректно се пишуваше преведено од македонски јазик. Значи, самата културна фела, литературна фела во Бугарија го признава на македонскиот јазик. Димовски е загрижен за се посилната негаторска позиција на источниот сосед во однос на јазикот. Најболно е вели тврдењето дека македонскиот јазик е нотифициран дијалект на бугарскиот со декрет од 1944 година. Не може јазик да се признае или да се регулира со датум и со година. Тоа може само да се верификува како литературен јазик. Јазикот мора да има корен, а исто така и во историјата, културната историја на македонскиот на развој на македонскиот јазик, веќе ние имаме некоја еволуција. Академик Катице Кјулавкова вели дека македонскиот јазик ги има поминато сите фази на развој, како и многу други јазици, со таа разлика што е меѓу најстарите јазици кои се во употреба. Наспроти бугарската теза која е поприлично осамена и изолирана, ние имаме став на меѓународните атласи, на атласот на словенски јазици, на славистичките кругови официјални, дека македонскиот јазик си е најлегитимен јазик во рамки на групата на словенски и јужнословенски јазици. Бугарија не добива ништо со овој став, додава Кјулавкова. И ние сега со бугарите воопшто не треба да прифаќаме таков тип на преговори за јазикот во рамки на политички инстанции и со политички дискуси. И двајцата сметаат дека за ситуацијата во која се наоѓа македонскиот јазик, причината треба да се бара и дома. Државата вела дека треба да издвојува многу повеќе средства и да презема мерки за ширење на лекторатите и нивниот статус ширум светот. Давање грантови за млади за да студираат и да учат, за подобрување на законските прописи, бидејќи нашата држава финансиски изделува многу малку средства, а тоа се одразува и на кадрите кои прифаќаат веќе да вршат таква една дејност и мисија за македонската култура и јазик. Гледаме дека доста медиуми наши, посебно портали, кај што не го негуваат литературниот јазик. Учениците, за жал, е тренд на слабо читање. Велат наместо за јазикот, двата соседи треба да разговараат за нешта кои што вистински ги поврзат. Од Охрид, за гласот на Америка, Мики Трајковски. Технологијата за препознавање на лице се користи се повеќе во криминалните истраги, но експертите за заштита на граѓанските права предупредуваат за опасност од сериозно нарушување на приватноста. Пред 2 години федералните агенти уапсија лице во Невада осомничено за објавување слики на кои е прикажано сексуално злоставување на 7-годишно девојче. Полицијата беше во можност да го идентификува човекот користејќи слика која се совпадна со фотографијата пронајдена од технологија за препознавање на лице Clearview со база која содржи 3 милиарди слики од интернет. Тој беше во позадина на нечија фотографија во теретана во огледало. Тие беа во можност да идентификуваат каде е салата за вежбање и да го идентификуваат лицето. Компанијата вели дека повеќе од 3000 американски агенции за спроведување на законот го користат овој софтвер со напреден алгоритам за идентификување на лицата. Наредникот Джейсон Веб од полицискиот оддел во Оксфорд, Алабама, вели дека технологијата помага. Знам за многу случаи кои беа решени со ова и многу деца кои беа заштитени поради ова. Но тој додава: Не можете да го користите само овој софтвер за да добиете потерница за осомничен. Но тоа помага да ја насочиме нашата истрага, а потоа да ги провериме и користиме другите расположливи средства. Ако сето тоа се совпадне, ќе можеме да докажеме вина.
Софтверот исто така им помогна на спроведувачите на законот да ги идентификуваат осумничените кои упаднаа во Американскиот конгрес во јануари, велат од компанијата. Со тоа идентификувањето беше побрзо и се забрза истрагата. Но социјалните медиуми и поборниците за граѓански права тврдат дека овој вид моќен софтвер потенцијално ја нарушува приватноста на луѓето. Дури кога препознавањето на лицето функционира совршено, тоа е загрижувачки зашто владата не надгледува во секој аспект од нашите животи. Американската унија за граѓански слободи и други групи за граѓански права се исто така загрижени за импликациите на овој вид технологија во рацете на репресивните влади. Импликациите се застрашувачки, особено со она што се случува во Кина, каде што има обиди да ги следат граѓаните низ секој аспект од нивниот живот. Во најмала рака, вели таа, треба да има надзор и регулација. До тогаш таа се залага за целосна забрана на употреба на технологијата за препознавање на лице. Хуан Тонтат, коосновач на софтверот, вели дека неговиот софтвер вклучува упатства. Секогаш се појавува прозорец кој го информира клиентот, велејќи не можете да го користите ова како единствен извор за апсење. Тој додава дека засега ја ограничиле својата база на клиенти на претежно влади и спроведувачи на законот во САД. Бројот на инфицирани со COVID-19 повторно нагло се зголемува во Индонезија поради присуството на новата делта варијанта на вирусот. Во оваа земја има се повеќе заразено и деца, а таа е прва во светот според смртноста кај децата. Се уште сум во карантин, ќе правам тест да проверам дали сум негативна. Вања Силалахи помина 2 недели во карантин во болница за COVID-19 во Џакарта, заедно со незините мајка и 5-годишниот брат Титус. Помалиот, Титус, прв доби температура и треска преку ноќ. Следниот ден и јас го добив истиот симптом. И потоа и керка ми. Не болеше грло. Една недела по треската сватив дека немам чувство за мирис. Кога Силалахи се тестирала заедно со незините деца, резултатот бил позитивен за делта варијантата на коронавирус, која прв пат беше откриена во Индија. Се решила за карантин заедно со децата во државна установа. Ми беше срам да бидам меѓу пациентите со COVID. Не ми беше јасно како завршив овде. Строго го почитував здравствениот протокол за COVID. Оваа мајка вели дека било тешко во карантин со незините деца. Среќна е што и дозволиле да донесе играчки за нив. Донесов тротинет, ролерки, малечки автомобили, многу играчки за нив. Лекарите во Индонезија пријавуваат алармантно зголемување на бројот на случаи на COVID-19 кај децата. Податоците од Сдруженијето на педиатри на Индонезија покажуваат дека децата сочинуваат 12,5% од потврдените случаи во земјата. Ова значи дека 1 од 8 потврдени случаи во Индонезија се кај децата. Нашите податоци покажуваат дека стапката на смртност кај децата заболени со COVID е меѓу 3 и 5%. Таа е највисока во светот. Експертите велат дека делта варијантата заедно со слабите здравствени протоколи во Индонезија придонесуваат за зголемениот број случаи. Според официјалните податоци, секој ден има по 15.000 нови случаи. Педиатрите апелираат родителите да ги држат децата дома. Сите активности на децата до 18 години е подобро да се прават онлайн. Рената смета дека имала среќа зашто заедно со незините деца сега можат да се вратат дома. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на glasnaamerika.com, како и на нашите профили на Facebook, Instagram и Twitter. Поздрав од Вашингтон.